Грижата за животната средина е една од основните вредности, но за жал природата кај нас е многу загадена во однос на природата во Европа. Во гостувањето на ултрамаратонецот Тони Манне во спортскиот магазин Трибина на Емнет, една од темите за кои разговаравме беше животната средина и колку истата ја чуваме во Македонија и како е да се трча на планина во Македонија или пак во Европа, или како што беше предизвикот на Манев на Алпите во Швајцарија каде истрча 270 километри. Па ние сме сигурно малку на дното. Значи, природата таму едноставно нема каде да сретнеш хартија или било какво ѓубре некаде. Тука кај нас за жал има луѓе кај што нашите штипски околни места, ако излезете, и често и кога трчам и размислувам да се јавам и да дојде да се снимам, меѓутоа што ќе се снима кога тоа се купишта ѓубре кај што се носат, ѓубрето се носи со трактор за да се истури во природата, а имаме депонија кај што нели сето тоа треба да се транспортира. Од таа страна сме на многу лошо ниво. Некој трчане, јас често си одам дома со џеповите пуни ѓубре, значи додека трчаш, јадеш, пиеш, сето тоа го носиш со себе цело време, па и дома си го носаме. Убавината на планинското трчање е тоа што децата ќе бидат во природа, а при тоа покрај спортувањето децата ќе бидат едуцирани и за тоа како треба да се чува природата. Добро би било да се прават некои едукации, поготово за помладите. Не само за помладите, и за постарите, бидејќи кај нас нема граница кој... Така. Затоа ја реков, значи, планираме, имам интерес за луѓе, родители кои што ме прашуваат за дечиња да почнат со тренинг. Значи, покрај тоа што во план сме да почнеме, убавината на ова планинско трчање е тоа што децата ќе бидат најпрво во природа, децата ќе бидат едуцирани и за тоа како треба да ја чуваме природата, нели да не се фрла ѓубре, па зошто да нема да биде тоа само тренинг, туку можеме да организираме некоја акција да одиме и да пошумуваме. Манев направи една компарација на трчање во градски средини и во планински средини, конкретно за трката на Алпите во Швајцарија. Прекрасно чувство кога ќе влезеш во пределка што има луѓе, нели, нормално дека ти даваат подршка, или се разминуваш со планинари, бидејќи таму тоа се планинарски патеки и има многу туристи, многу е посетена, значи секој ти дава подршка и сето тоа те крева цело време, меѓутоа и кога нема луѓе, самите пейсажи или самата таа природна убавина, некако цело време си немаш простор да размислуваш на тежината на трката. Цело време гледаш нешто пријатно, нешто убаво, па и самото тоа што нели трката беше да мора да ја трчаш во пар со еден или двајца во тим. Не си сам, значи разменувате мислења, разен муавет во текот на целата трка. Дефинитивно во Македонија треба да водиме повеќе грижа со цел да ја чуваме природата, а свеста кај секој еден граѓанин треба да биде на многу повисоко ниво.